Месец ноември е месецот кога се подигнува свесноста и малку погласно се зборува за борбата со зависностите. Потвараме и поставуваме прашање. Што создава зависност? Дали дозата или континуитетот? Во разговорот во продолжение ги откриваме, се разбира деталите во тоа што се зависности, но и одговорот на ова прашање. Разговараме со Елена Карева-Пиловска. Таа е психијатар. Добро утро. Добро утро. Со оглед на вашата работа, вашиот домен на работа, првото прашање ќе биде во контекст на тоа што се е зависност. Така, кога станува збор за зависност, луѓето мислат дека тоа е слабост на карактер. Не, тоа е болест. Болест на мозокот, болест која што е хронична, прогресивна и повторлива болест. Знаете, во мозокот постојат два системи на невротрансмитери. Тоа е невротрансмитерот серотонин, можам да го објаснам, серотонинот ни дава задоволство, една стабилност, еден мир во организмот и кога го немаме или кога го немаат луѓето, чувствуваат плачливост, раздразливост, несоница. Постои невротрансмитер допамин, тоа е невротрансмитер на брзото задоволство, тоа е системот на награда. Всушност, како настануваат зависностите? Кога луѓето најчесто имаат некаква загуба, некаква траума или чувствуваат празнина од било која причина и не можат да се снајдат со нејзе, не можат да ја решат на свој начин, тогаш луѓето најчесто посегнуваат по алкохол, дрога или некаков тип на порочно однесување. Тогаш мозокот добива вештачки допамин, награда брза и се навикнува на тоа. Се покрива допаминот, се симнува серотонинот. Значи, луѓето стануваат зависни од тие мали дози на награда заради допаминот. Тогаш нема мир без супстанца, внесување, нема спокој и човекот не може сам да си ги реши собствените проблеми. Навистина, луѓето тогаш се снаоѓаат и колку и да си шкодат на себе си, тие продолжуваат со зимање на дозите кои што им се потребни за да се смират и тогаш тие не бараат среќа. Тие патот до среќата го бараат всушност. Психолошкиот притисок дали можеби е начин на кој што во одреден временски период можеме да ја смириме состојбата и да го исконтролираме, или пак тенка е линијата, кога велите дека не е важна дозата, туку континуитетот и она што велите наградата, која што нели потајно се случува, за која што ние не сме свесни. Таа ли е тенка линија која можеме многу лесно да ја поминеме? Така, постојат ранливи групи и категории на луѓе кои што се подложни да добијат зависност, нели да станат зависни. Но тоа не го знаем. Така, самите ние, да. Најчесто се тоа луѓе, односно тинејџери кои што го ствараат својот идентитет, зависен од семејството, од околината, од генетските фактори. Но подложни на зависност можат да бидат се повеќе луѓето кои што имаат нелечена анксиозност, нелечена депресија, но морам да напоменам дека тоа може да станат и луѓе кои што имаат функции, високи функции и се на тешки работни позиции кои што се одговорни и функции. Значи, како што рековте, тенка е линијата, но се зависи од механизмите кои што се развиени за самоодбрана во текот на времето кои што ги созреваат. Сега, според вашата пракса и вашата работа, какви све типови на зависности постојат? Тие се состојби, веројатно сите се различни, за кои што можеби ние не сме свесни, распространети се неколку за кои погласно се зборува, но што се е зависност? Така, постојат два типа на зависности. Зависност од супстанца, тоа ги знаеме сите, нели, зависност од алкохол, од марихуана, кокаин, потоа опоиди, амфетамини, но зависност се поголема и зависноста од средства за смирување, од средства за несоница, седативи. И постои една друга група на зависност која што не е условена од внесување на средства, туку од начин на делување. Тука станува збор за коцкање како обсесивно-компулсивен синдром, спаѓа во групата на обсесивно компулсивни синдроми, понатаму интернетот зависност, шопингот зависност, прејадувањето, но и порнографијата. Тоа се тие два типа на зависност, условени од супстанци, но и без супстанца. А рании знаци дека никој ќе развие зависност, можеме да ги забележиме?
Да, најчесто би требало да ги забележи семејството. Се забележува повлекување од блиските, зголемена иритабилност, зголемена избувливост, на финансиски дупки, промена во однесувањето, промена во апетитот, во спиењето, луѓето се зацкриваат за затворени врати и најчесто тие нив ги приметуваат семејството доколку нели е присутно во околината, во околината, така. доколку забележи, како ќе кажам, срекни се оние кои што ќе имаат кои да забележи, па можеби тука и ќе зборуваме за процесот и третманот. Биолошката, наспроти она што ја зборуваме психолошката компонента. Биолошката може ли да се контролира, има ли таа некакво влијание доколку психолошката компонента е здрава и свесна? Така, навистина постојат генетски предиспозиции, но можат и не морат да дојдат до израз. Постои една биолошка компонента која што кај некои луѓе постојат генетски варијации на преосетлив е мозокот на допамин. Има некои научни истражувања каде што кажуваат дека човекот кој што живее во семејство каде што има зависник, било од алкохол, било од дрога, 2 до 4 пати е зголемена можноста да стане зависник. Но многу се битни и психичките фактори. Тоа најчесто се луѓе кои што не можат да ја контролираат болната емоција, тие се нетолерабилни на стрес, понатаму имаат некоја внатрешна напнатост и самокритичност. Дури и живееле во семејства каде што немале поддршка, немале сигурност, но и биле во околина најверојатно каде што тоа се нормализира, зависноста се нормализира и не се приметува. Да се напиеме по една, да се опуштиме, раќија за циркулација, вино после ручек, нели? И како што спомнавте на почетокот на разговорот, навистина дефиницијата за зависност е континуирано и помалку. Дозата која што е потребна, кога не можеме да битисуваме и да живееме без таа доза која што ни е потребна, тука е таа граница за зависност. Ќе ве прашам, ќе ве потпрашам нешто и на таа тема, но процесот на дијагноза сакам да го малку да го одговориме тоа прашање, поради тоа што најчесто зависниците не признаваат дека имаат одредена состојба и семејството кога го спомнавме или блиските луѓе, околината, доколку насочат и сакаат да помогнат, колку од друга страна, каков е тој пристап на дијагноза за сепак да имаме успешен третман? Најчесто зависниците не признаваат дека се зависници, затоа што тоа го минимизираат. Тие земаат малку, сите други земаат повеќе, а тие повремено и така тоа го објаснуваат. Дијагнозата, односно приметувањето, како што спомнавме, започнува од семејството. Понатаму, кога ќе се стигне до психијатар, знаете, тука е потребен мултидисциплинарен пристап. Психијатри, психолози, семејни работници, односно социјални работници, семејна психотерапија, дијагнозата психијатарот ја прави со една емпатичност, прво да створи доверба дека му е пријател и дека го поддржува зависникот. Значи, зависникот, како што напоменав, не признава дека е зависник, но да му се покаже дека му е тешко и дека може да се врати во првобитната состојба. Најчесто ги проверуваме толеранцијата, колкава е на зависноста, колку му е потребна зголемување на дозата и како се однесува кога нема супстанца која што му е потребна или не го прави однесувањето обсесивно-компулсивно кое што му е потребно да се смири. Веќе ми го насочувате следното прашање со оглед на тоа дека делот третманот. Сега зборувавте за делот третманот, што значи тоа мултидисциплинарен како што велите? Освен вие дозволувате, инсистирате да се вклучи некој друг или како? Така, зависноста е навистина тешка за лечење и не од 3 чекори и не трае 3 дена, трае можеби година, дури и повеќе. Потребно е да има поддршка од семејството, потребно е психијатар, психолог, социјален работник и знаете, најпрво настапува семејството, па психијатарот, понатаму психологот.
Психологот и психотерапевтот вршат огромна работа во однос на лечењето. Го учат пациентот да си ги врати своите, да си ја врати првобитната состојба, да знае да каже не, да каже на себе си, но и на околината која што го насочува кон тоа. Знаете, постои околина, како што спомнавме, каде што тоа е нормализирано, таквото однесување. Да се отргне од тие што му даваат, да го најде својот мир во семејството. Во однос на лечењето понатаму постојат и работни групи каде што приметува дека не е сам, дека постојат и многу луѓе. Поддршката е многу битна и се разбира контролата на после лечењето, се разбира комуникацијата со психијатрот и психологот. Сега за контролата, релапс или повторно појава на зависност, повторно враќање на старите лошите патеки, ако веќе е фатена некоја здрава насока во која што треба да се откаже од зависност. Можно ли е? Како се случува? Кога? Може ли да бидете вие како луѓето кои што работите свесни дека ќе настапи такво нешто? Да ја сконтролирате? Да. Често настапува релапс и тоа не треба да биде траума за пациентот. Можеби тоа е мало потфрлање, затоа што сепак пациентот можно е да се врати во околината во која што живее. Тоа е семејство, најчесто е семејство каде што нема сигурност, поддршка од семејството, се враќа во истото друштво, каде што си требаат едни со други и поголема е поддршката од околината отколку од психијатрот. Затоа е потребно почеста посета на психијатрот и психологот, се со цел да се одржи состојбата во која што се постигнало ремисијата. Најчестите заблуди кои што ги имаат луѓето поврзани со лицата со зависности? Да, постојат многу заблуди. И стигмата тука се постои, веројатно општеството ни е такво какво што е. Така како што напоменав, луѓето мислат дека тоа е слабост на карактер и дека тој треба само да реши да прекине. Тоа не иде така. Тоа е болест, како што спомнав, болест на мозокот. Не може да реши да прекине. Кај него волјата е намалена. Дури ја нема волјата. Полесно е да внесе субстанца, да ја постигне задоволството, да ја исполни празнината која што ја осеќа, отколку нели да самиот да прекине. Му требаат лекови, навистина, но лековите морам да напоменам дека не се целосно опфатени целиот живот. Тие се само една скалило да дојде до враќање во првобитната состојба своја. Дозата наспроти континуитетот што создава зависност, одговоривме на прашањето, па сега би сакала да го заокружиме разговорот. Дали нашиот традиционален македонски нарав на чашка ракија со ручекот или чаша вино, дали тоа создава зависност, доколку дозата е умерена и е секојдневно е подолг временски период? Може да создаде зависност во период во кој што човекот е трауматизиран. Тогаш таа доза нема да биде доволна и тој ќе ја зголеми дозата. Се се врти околу таа доза. Тогаш кога човекот целиот живот му се врти околу дозата која што треба да ја земе дента, било да се опушти, било да комуницира, било да мисли дека е работоспособен, сето тоа е дефиниција всушност на зависност. Благодарам докторке Елена Карева-Пиловска. Разговаравме со вас за зависностите, испративме пораки, подсетивме и добро објаснивме. Благодарам на разговорот. Ви благодарам и јас сакам да напоменам уште нешто, нели, да го вратиме семејството и да го задржиме семејството како клетка на ова општество. Тука човекот да најде прибежиште и сигурност, така ќе ги намалиме зависностите, но морам да напоменам, зависници и зависности има се поголем број. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам.